Со добивањето на чистата препорака, Македонија се враќа на позицијата што имаше во 2015 година. Дали позитивниот тон од извештајот на Европската комисија ќе доведе до почеток на преговори за Македонија? Што ако не се реши прашањето за името? Власта и опозицијата договараат темелен ремонт на финансирањето на политичките партии. Поголеми дотации од буџетот, помали донации од физички и правни лица. Ке се разбијат ли спрегите бизнис-политика и основите за високопрофилната корупција? Зошто десетина пратеници од ВМРО, ДПМН и коалицијата не гласаа за реформските закони усогласени со мнозинството? Дали Мицкоски има контрола над целата пратеничка група? Iniciativa e qytetarëve të komunës së Vrapçishtës për mbylljen e bastoreve ilegale u përshëndet gjithandej. Mirë po, prapa kamerave, disa qytetarë të kësaj komune thonë se posa të bie terri, bastoret ilegale përsëri fillojnë të punojnë. Ne u përpoqëm ta vërtetonim këtë. Нема вода. Со жошто да изметам јас, со жошто да ичистам, кажи ми. Со вода све се прави. 1800 денари социјално живееме. Ниедно дете овде од нашите тромите не е школовано. Тек тук дали има 10 души, 15 школовани. Жителите од Битолскиот баир бараат исполнување на предизборните ветувања. Ги молиме да не биде со лага-ага. Зоране, Чедо Саздорски е човек кој што ми е пријател долги години. се бунтувам и јавно ти се спротиставувам да од мојата земја правиш да биде двојазична, да биде федерализирана. Во суштина, човекот верува во концептот едно општество за сите. Не верува во чиста Македонија. Саботажа.